Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Смртта, драги браќа, е Аллахова правда која секој од нас ќе го стигне. Смртта не познава болест, ниту познава години. Таа е одредба од Аллах Джелешану која секој од нас мора да ја вкуси. Јас сакам да ви наведам еден пример на една настан која во многу книги гласи Al-mar'atu allati baka melek al-maut, жената која го расплаче мелекот на смртта. Во некои книги стои овој интересен настан и случка како Аллах Джелешануху го пушти на мелекот на смртта да ја земе душата на една жена. И кога мелекот дојде да ја земе душата на таа жена, таа беше среде пустина, сама осамена во пустина, а во незините преградки имаше доенче. Па кога ја виде мелекот на смртта како да ја земе душата на оваа жена, од жал за тоа ново роденче, мелекот на смртта почна да плаче. Меѓутоа наредбата на Аллах Джелешануху мора да се исполни, бидејќи ла јасуна Аллаха ма амарахум ва јаф'алуна ма ју'марун. Мелеките ги извршуваат Аллаховите наредби и не се непослушни. Па така ја зеде душата на таа жена. После долги години, Аллах Джелешануху му нареди на исти овој мелек да оди да му ја земе душа на еден истоштен стар човек. Мелекот дојде да му ја земе душа на тој стар човек кој беше во длабока старост, кој се подпираше на стап. Кога го виде мелекот на смртта овој стар човек, како дошол кај еден ковач и му вели на ковачот: еј ковачу, овој мој бастун, стави му од долната страна железна потпора, бидејќи кога ќе одам да него изгризе земјата, за да се потпирам на него долго време. Овој стар човек не знае дека смртта е пред него, дека мелекот дошол да му ја земе неговата душа, дека не му преостануваат само уште неколку минути или секунди, а овој стар човек во длабока старост и покрај тоа бара од ковачот да му стави железна потпора на која ќе се потпре на неговиот бастун, надевајќи се во долг живот. Кога го виде ова, мелекот на смртта почна да се чуди како овој човек смртта му дошла, а тој иште се надева во долга живеачка. Фа ауха Аллаху ила меликил маут каилен, па Аллах Джелешануху му објави на овој мелек на смртта велејќи му: фа би иззети ва джалали инна аллази абкака хуа аллази адхака. Се колнам во мојата сила и мојата величина, оној кој те расплака, тој е истиот оној кој те насмеа сега. Оној кој те расплака е истиот оној кој претходно те расплаче. Ова дете која му ја зеде душата од неговата мајка, сега постана возрасен стар човек и сега тебе те смее како дошол со бастон кај ковачот и бара од ковачот да му направи железна потпора на неговиот бастун. Субханека рабби ма ахкамек. Славен да си Господар мој, колку си мудар, колку си праведен и колку си милостив, кој секому му ја даваш неговата заслуга, кој секому му го дава животот. Славен да си Господару наш.
Од тука можеме да извлечеме од ова интересна, занимлива случка дека Аллах Джелешануху никого не го заборава на овој дуњалук и да го остави безпомошен, без родители, возвишениот Господар ќе му најде излез, ќе му најде чаре. فلنعلم أيها الإخوان أن لكل إنسان مكتوب رزقه على الله. И да знаеме, драги браќа, дека секој од нас Аллах Джелешануху му го пропишал и му го запишал неговиот ризк и нафака, неговиот живот и неговата смрт. И затоа да не забораваме дека мелекот на смртта може да ни дојде во секој момент, во секој чекор со изин од Аллах, па да бидеме подготвени за да го дочекаме со шехадет во уста и со добри дела. Нека Аллах Джелешануху ни се смилува, инша Аллаху.